Јас сум Драган Цведич, се бавам со пластично макетарство скоро 30 години. Почнав кога бев прва делинија, тогаш добив прва макета од моите родители и од тогаш наваму без прекид се бавам со интересно и ретко хоби кај нас. Тоа е ова, макета од пластика и плюс некои други елементи како смола, метал и слично. Така да, тоа се пластични макети у кит доаѓаат, не знам, отприлика од 30-40 делови нагоре. Сега сите детали, за да се долат правите детали као правиот, рецимо, авион или тенк или нешто такво. Многу пати додаваме некои aftermarket ствари као, не знам, ецараи, делови од смола за подобрување на квалитетот и на прецизноста на макетата. А многу пати сами ги правиме тие работи од пластика, од жици, од не знам, фолии, некои, па чак и дрва, некои луѓе дрва користат. Тоа може се поголема чисто луѓето. Што робиме? Мој МиГ-29. Од Сојузна Република Југославија во 99 година, која ратуваа со НАТО. Човека доздова. И колку работи требаше да ја направиш? Па година дена за оваа макета. Ама со огромни паузи, пошто имав многу друга работа и не можев да стигнам и пуста е многу лоша макета за да се доведе на ова ниво. Захтева многу работа. Како и све друго кај нас, мислам, не се ценат многу побитни работи од ова. Мислам луѓето дека се играме ние играчки уствари, ака има некои лоши коментари од типот као си ги леташ, не знам. Се играш играчки и слично, уствари ова е еден вид на уметност. И рецимо на нормални држави као на запад, например, или на далек исток е многу ценето. Дури на ниво на, не знам, као слекарство или нешто такво. За мене 99% од муштевите ми се од странство колекционери, кои што ценат труд, знаат колку кошта и знаат колку време треба да се уложи у тоа и си плаќаат. Наравно, и Мовера има огромен број на техника за ние 30 години од распадна Југославија, која што може да се направи дали авиони, дали тенкови, борбени, окопни, транспортери, не знам, и слично. Така да и плюс тоа имаме ние историја пред тоа. За време Југославија, Југославенско ратно воздухопловство и противваздушна одбрана е непресушен извор на инспирација и на восхит пред све, ради дисциплина, бројна техника и професионалност. Малце смели не има, отприлика 15-20 души сме цела држава, си броиме на прсти и пред едно 3 години, 4 години формиравме клуб на подручје на град Скопје. Тоа е клубот Михаил Ивановски Микс, кој што се бави со промоција на ова ретко хоби и секако година организираме изложби во првиот викенд на март. Така да оваа година ќе биде од 2 до 4 март во Домот на Арама. Па би сакал да ги поканам сите заинтересирани да не посети да видат како работиме. Значи, освен ако не е Арама, која што е 4-та година поред ни го отстапува просторот бесплатно и со тоа многу не помага, пошто ние сме непрофитна организација и сме само 15 души членови кои се финансираме од чисто членарина, која што е безвезна, мислам, тоа е. Дури срамота е да кажам колку е мала. Други институции воопште не ги интересира. Мислам, не знаеме каде да се обратиме воопште за помош. Ја вака, не склопена. Ова е кит. Се вика и се има, тука не знам, 100 делови има може. Оваа макета. Сега од ова да го добиеш тоа што го види витрина, треба многу работа. Чувството кога ќе створиш нешто со своји руки е, не знам, многу прецизно, квалитетно и добро изработено, непроценливо. Тоа не се купува со пари.